44-годишниот Насер Мустафи од Тетово повеќе од една година чека трансплантација на срце, откако веќе 10 години има срцево заболување. Тој вели дека првата трансплантација во земјава донесе надеж за него и за другите кои ја делат истата судбина. 10 години се лекував со медикаменти, со лекови, со чекајќи надеж за тоа подобро да се смири срцето, да се појаца, немаше ништо од тоа. После 10 години одлучив да се оперирам, ми ставија две пумпи, една пумпа, тоа е циркулација на крвта, мислам што го циркулира крвта, пумпата е Елват и Биват, има две пумпи, две имиња се на тие пумпи, Елват и Биват, јас сум се моментално со Елват, со една пумпа на срце, така и делат коморите, лева и десна комора. Чекаме на трансплантација на срце, чекаме тоа. Кога ќе биде првата трансплантација во Македонија се успеа, па чекаме и за нас да има некое видео, некое светло, некое. Токму првото пресадување срце од починат донор во нашата земја ја разбранува јавноста. Граѓаните не се запознаени со законот за трансплантација. Македонскиот закон е такав што не може да реши после смртта на починатиот. Домашните се тие што може да одлучат. Не е дефинирано со закон, дека он, иако го остави тестаментот за неговите донација на органи, родителите се тие први што може да го блокира тој орган, тоа дарителство на орган, така што свеста кај народот треба малце да се појача, да се види. Самиот го остава кај нас, викаат со уста го остават, ама нето да го направат, после тоа се изменува, но дај Боже свеста да им порасте кај луѓите, да тоа е нешто нормално, нешто спаса некој живот. Од Сдруженијето на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето, Храбро срце, велат дека ќе покренат иницијатива да се усвои барањето, секој да може да достави изјава заверена на нотар дека постхумно ги донира органите. Моментално кај нас законот за трансплантација гласи: секој граѓанин на државата е потенцијален донор, освен ако во текот на животот со писмена изјава заверена на нотар не се изјаснил за поинаку, тоест дека не сака да биде донор. Меѓутоа, последниот збор го има фамилијата. Што значи, ние апелиравме и уште апелираме дека ова не треба да биде табу тема. Значи, за ова треба да се говори гласно и бараме поддршка не само од кардиохирурзите и овие со ова проблематика, туку општо од сите доктори широм државата. Да ова се зборува, да се кажува дека колку е важно органодарителството, дека после нашата смрт тие органи не значат ништо, тоест немаат никаква функција. А вака со влогот на Емилија, благодарност до семејството на Емилија, што покажа и докажа дека и тоа како Македонија има хумани луѓе и дека со тој нејзин еден згаснат живот, сочувство до семејството, таа спаси 3 животи. Првиот пациент во земјава кому му беше пресадено срце е стабилен и веќе не е на респиратор за дишење. Во добра здравствена состојба се и двајцата пациенти на кои им беше трансплантиран бубрек, информираат од Министерството за здравство.